Грејната сезона секогаш ги враќа старите проблеми, кога зборуваме на тема аерозагадување. Во многу македонски градови се уште тешко се дише, а на токсичниот воздух не остана имуни граѓаните, барајќи се погласно видливи мерки кои што ќе ни овозможат здраво да дишаме. И многу пати во барањата фокусот се става на институционалната контрола на загадувачите. Една од институциите која што секако е засегната во целата оваа ситуација е Државниот инспекторат за животна средина, со кое темпо функционира, колку инспектори има на терен, дали се доволни за потребите на работата и од друга страна колку соработката со граѓаните е неопходна за спас од аерозагадувањето. Ова се само дел од прашањата кои што ги поставуваме на директорката Ивана Гиновска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Проблемот со аерозагадувањето многу пати отворен тука и во утринската програма сме констатирале дека не е проблем кој што може да се реши преку ноќ. Не е проблем само локален, не е проблем само на едно министерство, ниту пак само на инспекторатот, но е нешто за што се говори се погласно и тоа го прават граѓаните, вклучително и во саботата Струмичани, па имавме протести и во Скопје. Она што ме интересира, каков е вашиот впечаток, колку граѓанската активност е неопходна во изнаоѓањето на решенијата? Па така да, видите, ова е заедничка борба помеѓу граѓаните и институциите. Ние сите заедно треба да имаме една иста цел, тоа е подобрување на амбиентниот воздух. Граѓанската активност е многу важна во оваа тешка и долга борба. Како што сами рековте, проблемот со аерозагадувањето не е вчерашен, тој е децениски и истиот не можеме да го решиме преку ноќ. Се почесто граѓаните излегуваат на протести, нели тоа е и нивно право. Ние ги поддржуваме во тоа, со граѓаните имаме одлична комуникација, добиваме бројни телефонски повици од граѓаните, добиваме представки од граѓаните, секојдневно ни испраќаат фотографии од потенцијални загадувачи. На нашата веб страна на многу лесен начин може да се пријави загадувач, добиваме и по електронски пат пријави од граѓани. Нашите телефонски броеви на сите инспектори се јавно достапни. Имаме одлична комуникација со нив. Можам да кажам дека Државниот инспекторат за животна средина има доста добра соработка со граѓанскиот сектор. Имаме подпишано многу меморандуми за соработка кои не се само лист хартија, туку навистина имаме соработка со нив. Сметам дека вклучувањето на граѓаните, што поактивно се вклучуваат во оваа проблематика, многу ќе придонеси на нас како институција и за целото општество. Исто така, вие тука како медиуми имате една многу важна улога, не само да ни го пренесете на нас институциите гласот на народот, туку и преку ваши информативни програми да им се укаже за штетноста од нивното несовесно однесување на граѓаните со затоплување, со несоодветни огреви на нивните домови, со палење на стрништа, со палење и опожарување на диви нестандардни депони. Сето тоа допринесува до една ваква ситуација како што имаме денес. Децениски проблем, граѓански активности. Сега од граѓанските активности произлезе и програмата против загадување на воздух 2024-2030 година. Што содржи истата и дали после 6 години во 2030 година, ако го правиме повторно ова интервју, сте оптимист дека можеме да зборуваме веќе за првите резултати кои што ќе произлезат од овие 6 години, иако и тогаш мораме да кажеме, не можеме ние целосно да го решиме овој децениски проблем кој што се таложел, но дали за 6 години од сега сте оптимисти дека ќе ги почувствуваме бенефитите? Па вака, со имплементација на оваа програма за подобрување на амбиентниот воздух 2024-2030, ако почнеме со имплементација од денес, првите видливи резултати ќе ни бидат во наредните 3 до 5 години. Да не се лажеме, значи ова не може да се реши ни за месец, ни за 2, ни за 1 година. Секоја влада треба да биде во функција на граѓаните. Со донесување на една ваква програма 2024-2030 за подобрување на амбиентниот воздух, сметам дека оваа влада покажа сериозен пристап кон решавање на проблемот со аерозагадувањето. Државниот инспекторат за животна средина е еден од носителите на активности кои се предвидени во оваа програма. Програмата е реална, издржана, во неја има проекти за намалување на емисија на честички од домашни ложишта, од јавни објекти, од индустријски капацитети, обезбедување на квалитетно огревно дрво со влажност до 20%. Многу е важно
дрвото кое ќе го употребува домаќинствата да не е со поголема влажност од 20%, бидејќи истото ствара дупло CO2. Субвенционирање на домаќинства кои ќе немаат пристап до централно грејење, исто така е предвидено. Предвидено е пошумување со над 40 милиони садници. Регионални центри за одржливо управување со отпад се предвидени, со тоа што нестандардните депони кои ги имаме на територија на целата држава допринесуваат не само со загадување на почвата, многу пати сме сведоци дека истите се опожаруваат и допринесуваат исто така до зголемено аерозагадување. Повеќе сегменти има вклучено во програмата, доста проекти, издржани проекти. Тука има и контрола на индустријски емисии преку зајакнување на инспекцијски капацитети. Исто така има предвидено и донесување на закон на контрола на индустријски капацитети, што на нас како инспекторат многу ќе ни значи, бидејќи со овој закон се предвидува сите субјекти кои имаат таа интегрирана еколошка дозвола да имаат 24 часовен мониторинг. Тука, кога ќе се постави еден таков мониторинг, ќе нема сомнеж ни во инспекторите, ни во институциите и граѓаните сами ќе можат да имаат увид во мерењата. Прстот ни години наназад граѓаните го вперуваат во големите индустријски капацитети како највиновни за аерозагадувањето во Скопје. Имаше некоја анализа неодамна во денови кога тие не работат, повторно Скопје не е загадено. И отворам во моментов апликацијата AirCare и она што мене ме чуди е како да речеме имаме енормно аерозагадување во населби кои што имаат комплетно централно парно грејење или на периферија на Скопје, на места каде што нема фабрики. Што точно ни го загадува Скопје? Така. Тоа дека индустријските капацитети се на 4-то место по загадување, неколку пати го имам истакнато, со тоа не сакаме ние да се амнестираме дека индустријата не загадува, но тоа го покажува и фактот што сами рековте пред малку, пред новата година, значи имавме најголемите индустријски капацитети на територија на град Скопје не работеа и понатаму имавме зголемено аерозагадување. Не се само индустриите. Индустриите, можам да кажам дека на некаков начин се и доведени во ред со добивање на IPPC дозвола, каде што си имаат одредено стандарди кои мора да ги почитуваат, ако не ги почитуваат, нели следуваат санкции, не само што следуваат санкции, со 2-3 последователни прекршоци им се одзема дозволата, што големите субјекти сигурно дека нема да си го дозволат тоа се сериозни компании. Сите студии покажуваат едно исто, дека домаќинствата се најголемите загадувачи. Имаше студија на UNDP за 5 градови, секаде резултатот беше ист. Дека индустријските капацитети не загадуваат не е примерот само со сега, кога не работе поради годишни одмори, тоа е примерот преку целата година што го имаме, може да видиме дека иако и преку лето работат, аерозагадувањето е најголемо кога е грејната сезона. Сите сме сведоци на тоа. Кога почнува грејната сезона, значи веќе од 1 ноември до март не се дише. Точно е дека што рековте вие на вашата апликација, но ние се водиме исклучително по државни мерни станици. И тие ни покажуваат. И тие ни покажуваат така, да, но малку се поинакви вредностите на апликацијата и на државните мерни станици. Сето тоа допринесува. Значи, домаќинствата кои се грејат на дрво, како цврст енергенс, со голема влажност. Имаме социоекономско загрозени семејства кои не користат само дрво, горат се и сешто. Имаме зголемен сообраќај. Имаме урбанистички хаос, нема провев никаде на булеварите, на улиците. Сите градови ни се во котлина. Тетово, Битола, Куманово, Скопје. Сето тоа допринесува кога сите малку по малку се доаѓаме до една ваква ситуација каде што доаѓаме до едно огромно аерозагадување, што можам да кажам дека ако не почнем да работиме на тоа, нели сите имаме деца, сите го дишиме истиот воздух, не е добро за никој од нас. Има ли инспекторатот капацитети за контроли?
редовни контроли, поголеми контроли. Кога велам за капацитети, зборам за доволен број на инспектори. Граѓаните слушаат препораки, дел од нив се свесни, превземаат мерки. Гледаме во Скопје ситуации на исто место се палат со години гуми автомобилски. Граѓаните објавуваат дека таму чади. Ако тоа заменува 50 домаќинства кога гледаме што се издига од таму, но никој ништо со години не превзема. Исто така, прости Ване, што ќе те прекинам, реагираат позитивно дека доаѓаат инспектори на терен, ја регистрираат ситуацијата, пишуваат казни, но веројатно се сомневаат што и држи вода низ годиниве во процесирањето на казнивоста до самиот крај. Или потребни ни се повисоки казни. Ако некого го удриме народски кажано повеќе по джебот, дали следен пат ќе размисли два пати да тера таков бизнис на сметка на здравието на граѓаните. Тоа е само еден сегмент кога зборуваме за Скопје. Тука е јавниот сообраќајен превоз, најверојатно кога би добиле трамвај или нешто слично би ги намалили емисиите од штетните гасови од автомобилите. Тоа се нели теми за кои што можеме да разговараме, но затоа прашањето е дали е добро екипиран инспекторатот, бидејќи гледаме во некои други системи позитивни примери дека кога имаме инспекции на терен и повисоки казни се решаваат проблемите. Како стоиме кај нас со тоа? Вака, инспекторите се со долгогодишно искуство. Можам да кажам дека се професионалци во својата работа, но не имаме доволен број на инспектори. Моментално располагаме со 17 инспектори за животна средина, 3 за природа и само 2 за води. На цела држава. На цела држава. Ние, за да функционираме без пречки и да покажеме поголема ефективност на терен, ни се потребни двојно. За ова многу пати имам говорено, но позитивно е што нашите инспектори, државните инспектори и општинските инспектори имаат поделени надлежности. Значи, едни надлежности имаме ние имаме дури 46, додека општинските имаат 16. За да немаме ваква поделба на надлежностите, како што споменавте, имаме палење на гуми, значи се собираат нели граѓани, заменуваат 50. Сега беа нападнати инспектори од град Скопје, или тоа го објави од градот, физички беа нападнати. Тука за да немаме таква поделба дека тоа е надлежност на општинските инспектори, ова е надлежност на државниот инспекторат, веќе е направена една програма каде што ќе се направи едно централно инспекциско тело, каде што општинските инспектори би преминале во државниот инспекторат, со што ние би ги зајакнале нашите потребни капацитети и би немале никаква поделба на надлежностите. Казнивоста, видете, инспекцијскиот надзор се завршува со акт, со решение, а натаму одиме во судска процедура. Еден инспектор кој ќе излезе на терен, констатира нешто, може да даде забрана за работа на субјектот, може да даде до 3 месеци, може да даде забрана за работа на субјектот до отстранување на неправилностите. Може да даде парична казна. Казните се доста големи, така да мислам дека не би требало да се зголемуваат. Има казни до 180.000 евра и има напишано од страна на инспекторите. Се процесираат до крај? Платил некој толку? Вака, да. Тоа сакам да кажам. Значи, имаме субјекти кои ќе признаат вината и ќе платат. Имаме субјекти кои ќе си го искористат правото да одат на спогодување. На спогодување казната може да им се намали до 50% и да ја платат, но имаме и такви субјекти кои не сакаат, не ја признаваат вината што е констатирал наш инспектор, одиме на суд. Имаме судски решенија кај кои е потврдена каде е потврден нашиот прекршок, но имаме и такви кои што со години се заглавени во судска процедура. Така да можам да кажам дека немаме комплетна реализација до крај. Затоа сите алки треба да функционираат за да можеме да имаме ефект. Да. Ќе ја следиме оваа тема секогаш е актуелна, но не само во овој период од годината, секако ни доаѓа и пролет и лето, мораме да ја држиме во фокусот, да следиме како ќе се имплементира целата стратегија, бидејќи граѓаните очекуваат одговори, очекуваат решенија. Верувам дека ќе ги имаме наскоро и првите, за кои што ќе можеме да зборуваме. Од оваа стратегија тук, бидејќи сигурно има и помали чекори, има и сигурно големи чекори, но и помали за кои што можеме да зборуваме наскоро. Благодариме за гостувањето. Благодарам на поканата. На истата тема